Се наоѓаме на тениските терени во Делчево и тука гледаме две дипломи. Диплома за освоено прво место јуниорки до 12 години, јуниорки до 14 години. Името и презимето познато, Петровска Софија. Ние бевме на гости кај Софија во април месец, сега таа е тука. Добре дојде Софија во Македонија. Неодамна ти се врати да почнеме со овие прво дипломи од Охрид, каде учествуваше на овие државни првенства во категорија до 12-14 години и освои прво место. Некаде одигра 9 надпревари, ако не се лажам. Да. Како ти се виде тој турнир во Македонија во споредба со тие во Шведска? Во Македонија добар беше турнирот, супер беше организирано, само многу Топло време, да, најверојатно. топло време преку ден се играше и топло беше, ама ја бев физички спремна и добро. Така, како ти се ти помогна таму неодамна, ако не се лажам, кога бев јас и смени тренери неколку? Во Шведска? Да, дали тоа влијаеше на подобрување на формата или? Нема мене тут тренер. Нема, значи добро, јас лошо разбрав тогаш, имаше еден период само за еден надпревар кога те спремаше друг човек. Епа, кажи ни на каков терен се играше, не прашавме, тука во Македонија? Се играше на тврда подлога со хед тош топки. Така, која е твоја поголема специјалност, на земјен терен или на тврда подлога? На земјен терен мислам. Тебе како ти е полесно според тебе? Според мене ја мислам на земјен полесно. Добро, тука има можност и да стигнеш некоја топка со, како се вели, подлогата е таква и да е далеко, ти со клизање може да ја стигнеш. Претходно, исто така имаше надпревари со репрезентативки на Шведска, таму кај вас, како помина таму? Таму играв државен турнир од 12 години, кај што играат сите најдобри од Шведска и од Норвешка и таму стигнав до полуфинале. Кај што во прво коло се паднав со репрезентативка од Шведска и таму го играв тој меч супер и победив 6-7, 6-0. Она што за нас е интересно тука во Делчево е што неодамна ти со една твоја роднина организираше дводневен тениски камп и јас конкретно тие 2 дена не бев тука, но еве ти раскажи ни како се одвиваше, имаше ли заинтересирани? Имаше десетина деца, супер беше, имаше мали и големи, супер се помина. Добро, еве да видиме нешто и од пехарите да ни представиш, од кој надпревар се тие. Дипломите ги кажавме веќе дека се од учеството на турнирот во Охрид, меѓутоа еве. Ова е од 12 години што го освоив. Така, исто во Охрид. И ова е 14. Кај тебе кога бевме во собота имаше, да не претерам, преку 30 на 40 пехари. Да повторим уште еднаш твојата приказна, кога ти започна со тенис? Со тенис започнав негде септември 2022. Да. На надпревари 2024 негде. Сега си ученик во која оделение во Шведска? Во 6. Шесто, значи сега годината која дојде се надпреваруваш во категорија до 13 години на тениски турнири или? Од следната година, да. Добро, како го поминуваш летото со родителите, со сестра ти, татко ти, мајка ти? Да кажеме, да повториме дека татко е од Делчево, мајка е од Прилеп. Летото го поминав супер, бевме во Прилеп, тренирав 2 недели, па тука дојавме, па сега бевме во Грција и сега се вратив пак. Добро, што ќе им порачаш на твоите другарчиња, еве, без разлика дали тие што ги трениравте со Моника или некои други, што се на почетокот на тенисот, како да ги мотивираме да продолжат и да достигнат некој успех како тие што достигна? Игрите са за забава. После си дојде другото се. Да ни откриеш некоја тајна, некој нов удар што си го научила, нешто, некој трик за подобро да играме тие што сме рекреативци. На што повеќе да работиме? На стапалата, на ударот, според тебе кој е најклучниот дел? Кондицијата рече дека си поспремна за тоа си победила. Тоа секако мора да го има секој потоа. Па ударите да имаш добра техника и Кратко, може ли да ни објасниш како да добиеш ударот, да добие сила топчето посилно да се движи? Во што е клучот? Па да удариш. Дали треба да е поопуштена раката или? С глоба треба да е поопуштена. Да. Значи целата техника е во раката. Да, во глоба. Добро, јас сега ќе те оставам да потренираш малку, па може и ќе поодиграме некој гем. И ти благодарам за овој разговор и посакувам. Што предстои, само не кажавме сега, после кога ќе си заменете од Македонија? Од наесен
какви надпревари очекуваат? Има ли веќе нешто закажано или доправа ќе? Има се еден во кај што во октомври, мислам дека е тој исто државен, се игра на тврда подлога само внатре. Да повториме инаку дека Софија е членка на Тенис Готија клуб. Таму има колку отприлика членови сте. Обично и самите меѓу себе се среќавате на турнирите, Да, што значи дека клубот е, така да кажам, во него членуваат силни тенисерки. да. Добро, ќе ти посакам уште еднаш фала за овој разговор, благодарам и еве, кој се бави со спорт, кој напорно работи, ќе ги има и овие работи, а тоа се пехри, уште еднаш многу успех.